Во средновековно Скопје, голем стратегиски економски центар во средишниот дел на Балканот, од првата фаза на палеологовскиот стил е зачувана само црквата посветена на светиот војник Никита. Изворите зборуваат дека во 13-тиот и 14-тиот век Скопје имало сложена урбана структура, дека било украсено со угледни црковни споменици, но во годините на османлиското владење тие се урнати до темел. Бидејќи владењето на Скопје создаваше услови за превласт на Балканот, уште од крајот на 13-тиот век младата српска држава водеше борби со Византија за негово освојување. Но Византија правно го отстапи дури во 1299 година, како мираз за малолетната палеологова принцеза Симонида, која се омажи за кралот Милутин. Тогаш низ Македонија се одвиваше културна трансмисија меѓу Византија и северните народи, што византијците ги сметаа и ги нарекуваа варвари. Кралот Милутин ја подигна црквата Свети Никита врз темели од постара урната црква од византискиот период во почетокот на 14-тиот век. За незиното украсување со фрески беа повикани Михаил и Ефтихиј, најугледните зографи во Македонија околу 1300 година и непосредно потоа. Веројатно формирани во Солун, овие мајстори многу рано побараа мецени во македонските градови, наоѓајќи привлечни услови за работа. По нивниот ангажман во Охрид, дури во втората деценија на 14-тиот век, Михаил и Ефтихиј се појавуваат како предводници на водечка зографска работилница во Северна Македонија. Храмот Свети Никита, како и повеќето цркви од ова време, е подигнат во форма на впишан крст со купола. Нејзината надворешност ја украсена со вертикални плитки ниши, а фасадните страни се зидани со тули, камен и спојници од малтер, со намера да се постигнат ефекти на полихромија. Тоа што е карактеристично за Свети Никита како архитектонски споменик, сепак се однесува на неговата хуманистичка концепција. Имено пред нас не се издига монументална црква како стан на Бога, туку интимна, хармонична градба замислена по мерка на човековото живење. Масите се спуштаат симетрично, а просторот може да се опфати со еден поглед, од темето на куполата, преку олтарската апсида, до темелите на споменикот. Ако се димензиите на црквата сосема во контекст на времето, тогаш нејзината обработка, фасадната и структуралната е сосема во традициите на македонската градителска школа. Именно, тенденцијата кон создавање на полихромија, кон раскошен ориентален килим на фасадните простори, на алтернација од тула и дебели спојници на малтер кој што е колориран, и играта на односи меѓу различите шаховски, цикцак полиња, меандри, архиволти, сето тоа што треба да создава впечаток на една разиграна статика, тој елемент
на македонската средновековна архитектура е овоплотен во овој споменик. Тие тенденции ние ги среќаваме од 9 и 10 век во Македонија и тие се нејзини перманентни елементи се до доцниот турски период. Свети Никита, иако дело кое што би требало да има веќе елементи на рашка школа и приморски влијанија, сепак, вон од политичкиот контекст, останува вградено во локалната градителска традиција. Воведувајќи се во овој манастир и спомнува манастирска црква, ние веднаш можеме да речеме и тоа дека е таа метох на Хиландар, угледниот светогорски манастир. Врските со Света Гора, кои што веројатно Михаил и Евтихи ги отпочнале уште во крајот на 13 век, во оваа фаза продолжуваат и тие се дел од нивниот голем опус. Стотина години по стикањето на фреските, во 15 век, куполата и сводните површини биле оштетени, а споменикот затоа бил подложен на поголема реконструкција. И сега, новите ѕидни површини ги насликале мајстори кои тогаш биле најистакнати зографи во македонските краишта. Кога не биле откриени подписите на Михаил и Евтихи во Свети Никита, а врз основа на сликарството во Охридска, Перивлепта, Климент и во Старо Нагоричане, можеби и не би можеле со сигурност да тврдиме дека ова сликарство им припаѓа на овие мајстори. Всушност, што се случува? Се случува една еволуција во нивното творење, која мораме да признаеме не е толку карактеристична за средновековниот дух и карактер на уметничкото создавање. Михаил и Евтихи, после својата херојска епска фаза во Охрид, еволуираат во еден класицистички смер. Именно, околу 1310 година, во контакт со цариградските мајстори и пред се со мајсторите на мозаиците од црквата Хора, денес позната како Кахрие џамија, инаку задужбина на византискиот канцелар Метохит, го прифаќаат новиот класицистички смер, сметајќи дека тој е оној што ќе доминира во тогавашната уметност. Тоа сигурно не е вон од контекстот на фактот што Михаил и Евтихи всушност постануваат дворски мајстори на кралот Милутин и мораат да платат еден долг на своето време. Тој класицистички смер беше она уметност што го бара кралевите, властелата, високите достојанственици, одбивајќи го сето она што беше така снажно, индивидуално исполнето со една извонредна снага во нивната прва фаза. Меѓутоа, мора да се направи дистинкција во исто време меѓу Нагоричано, како еден споменик на декоративен, голем зафат, со исполнување на огромни димензии на површини и една интимна, похуманистичка, затворена капела, каква што е всушност Свети Никита. Тематиката што е илустрирана во Свети Никита е јасна, систематски распоредена, без изненадувања. Десетината представени циклуси се познати во уметноста на палеолозите, како и во постарото византиско сликарство. Во Свети Никита се појавуваат само нови решенија на познатите теми со вградување непознати детали.
Во куполата на нејзиниот тамбур е представен Христос со пророците и евангелистите. Во сводовите под куполата се големите празници, а под нив Христовите страдања, исцеленијата и неговите јавувања по воскресението. Во олтарот е исто така вообичаената иконографија на црковните отци во евхаристичен циклус заедно со апостолите. Во првата зона паѓа во очи отсуството на ктиторски портрети и воопшто портрети на современи историски личности. Таа строгост секако била наметната од фактот што храмот на Свети Никита уште во време на Милутиновото обновување бил подарен на манастирот Хиландар и неговата одбранбена кула во Света Гора. Во декорацијата на овој споменик, исклучителна експресивна моќ е постигната во сцените на Христовите исцеленија за постигнување израз и деформирање до карикатуралност. Таков е, например, случајот со исцелувањето на човекот со водна болест, кој стои пред Христа со сите елементи на типолошка специфичност, или композицијата што ја прикажува жената со крвотечна болест, која со последна сила, изнемоштена, трча кон Христа и очекува спас. Впечатлива е и представата на еден парализиран човек, кого Христос го подигнува од болничката постела, а тој станува и го држи креветот врз својот грб. Сите особености на зрелото класицистичко сликарство со цврста моделација, хармоничност и уравнотеженост ги поседуваат композициите од циклусот на големите празници. Христовото раѓање и крштевање насликани се со најдобрите карактеристики на оваа зографска работилница. Истото може да се каже и за апостолските групи во олтарот, што се приближуваат кон Христос да примат причестување, како и за архиереите кои пристапуваат кон Христа во долниот дел на апсидата. Повеќе драмска сила се внесува во Христовите страдања, тие силни и потресни композиции, транспонирани со внатрешна тензија на дејствието и со повеќе возбудливи детали. Такви се сцените на Христовото качување и симнување од крстот,
каде што неговото тело се свиткува во рацете на најблиските што го оплакуваат. Бидејќи црквата беше посветена на еден од најистакнатите свети војници, како што е Свети Никита, во долната зона на храмот значајно место добиваат војничките фигури. Покрај Свети Никита се поставени ликовите на Свети Димитрија, најпопуларниот војник во македонските краишта, потоа 20 свети Теодори, чиј култ се ширеше од Серската област во егејскиот дел на Македонија. Свети Георгија, Сергије, а потоа доаѓаат фигурите на други угледни монаси, свети лекари и исцелители и познати пустињаци. Во централниот простор на црквата, на северната и јужната страна од наосот, доминираат две композиции со голем формат, исполнети со многу личности и многу живописни детали. Тоа се представите свадбата во Кана и изгонувањето на трговците од храмот. Свадбата во Кана е замислена како свечена гозба или вечера на бољари, обкружени со прислужници во амбиент на властелинска средина. Мајсторот овде морал да решава проблеми на една сложена композиција со повеќе планови што се надвишуваат кон длабочината. Предната група фигури мајсторот ја решава во профил, лицата во вториот план се речиси фронтални, со чаши во рацете, пехари, леп и прибор за јадење. Во заднината тие се заокружени со една ексцедра со столбови и завеси, префрлени на сите страни. Композицијата станува затворена целина, затоа што во неа се разрешени сите елементи што ја прават хомогена и урамнотежена. Лицата на фигурите се индивидуализирани, со карактеристични типолошки особености што го зголемуваат општиот ефект. Но уште посилен е впечатокот што го предизвикува сцената изгонувањето на трговците од храмот. Таа е детален приказ на протерувањето на трговците со стока во предниот план, дури другите се представени со вреки, птици, стомни и други предмети што ги продавале во храмот. Големата композиција Успението на Богородица на западниот зид не е представена како обично оплакување на Марија, со Христос што ја прима незината душа во вид на мало дете и апостолите околу незиниот одар, иако таа структура е присутна и во оваа илустрација. Меѓутоа, во горниот дел на композицијата, повторно се појавува Богородица, која ја носат ангелите кон отворените врати на рајот.
Познато е дека вакото двојно представување на Марија се илустрира според апокрифните текстови зачувани на грчки и на латински јазик. Но таквото вообликување на Успението почнува околу 1300 година и се смета дека настанало врз основа на копирање западњачки готски примероци. Сега знаеме дека не се во прашање по заимување од западната уметност, туку ликовна представа според стиховите на големиот поет Јован Дамаски и неговите канони посветени на Успението. Ке подвлечеме дека овој мотив, претворештвото на Михаил и Евтихий во византиската уметност не е откриен, а по нивната смрт се гасне и интересот за илустрација на апокрифниот крај на Марија. По 1320 година, кога веќе нема податоци за Михаил и Евтихий, настапува и криза во уметноста од 14 век. Таа криза трае 25 години и е превозидена дури кон 1350 година. Навистина, во овај интервал се појавуваат локални епигони, мајстори од поскромен формат, кои што го иследат нивните патишта, но не можат да го достигнат нивниот дострел. Тоа се мајстори на фреските во Кучевиште и други помали во регионот на Скопје и на Косово. Но Михаил и Евтихий оставија траги во уметниците кои што ќе настапат кон 50-та година на чело со мајсторот Јован Теоријан и ќе отворат нови перспективи за палеологовскиот стил во неговата завршна фаза од втората половина на 14 век. Кризата што настапи по нивното заминување не само во Македонија, туку и во повеќе области на Балканот, само потврдува дека ние сме имале на терените од Македонија водечки личности на уметноста во која тие создаваа. Свети Никита е еден од последните, а може би и последен сликарски ансамбл на творците, кои четвртина век даваат печат и ја насочуваат уметноста не само во Македонија, туку и во југоисточна Европа, заедно со зографот Калиергис и мајсторите на мозаиците и фреските во Цариградската црква Хора. Тоа е во исто време и епоха кога уметноста во Македонија стоеше рамноправно со уметноста во Фиренца и Сиена, без знаци на провинцијска затвореност. Напротив, тоа беа години на извонредна ликовна љубопитност и свртеност кон иднината. Поникната на класично хеленски основи, антропоморфна, свртена кон човековата личност, оваа уметност доаѓаше до искушение да се загледа и да црпе елементи од секојдневниот живот. Но тој пат во византискиот стил остана за секогаш неизоден, неостварен.
Свети Никита, старо на Горичане, а може би и Грачаница, се последни завршни чекори на тој пат кон светлината, започнат пред 25 години во крајот на 13 век во Охридската Климентова црква.